Летната туристичка сезона е во полнек. Речиси секое второ семејство ужива на море, а патувањата ни носат нови места, нови луѓе и незаборавни моменти. Но, колку и да е добро испланирано едно патување, секогаш постојат ситуации кои не можеме да ги предвидиме. Болест, повреда, алергиска реакција, изгубени документи или пак потреба од дитна медицинска помош се ситуации кои можат да му се случат секому. Ваквите непријатни ситуации дополнително може да се искомплицираат, особено кога сме далеку од дома. Па прашањето кое се отвора е: дали и колку македонските граѓани практикуваат да имаат патничко осигурување за време на одмори? Со текот на годините свеста кај луѓето се крива на повисоко ниво во однос на тоа осигурување, во однос на сигурноста која што ја има за да си платат едно здравствено и патничко осигурување, бидејќи се свесни имало ситуации дека за трошок за 300-400 денари за една недела што може да им биде од овде за здравствено и патничко осигурување, за некоја мала ситница што може да им се случи додека се на летен одмор, доколку го немаат, може тоа да кошта многу повеќе. Затоа, се повеќе граѓани се вадат тоа осигурање. Во некои земји дури еден итем преглед или неколку часа престој во болница можат да чинат стотици или илјадници евра. Важно е да се знае и дека доколку е потребен посериозен третман, медицински транспорт или хоспитализација, трошоците можат дополнително да се зголемат. Патничкото осигурување е создадено токму за вакви непредвидени ситуации, за тие да не се претворат во голем финансиски товар, додава председателката на Националната асоциација на туристички агенции. При водењето на здравствено и патничко осигурување тие имаат телефонски број за контакт на кој што се јавуваат кога се случува таа несреќа да го активираат своето осигурување. Во одредени земји има соработка и тие ништо не плаќаат, пример одиш во болница со активирањето на тоа осигурување, таа болница или таа амбуланта си го наплаќа веднаш тоа директно од осигурителната компанија, а има ситуации кога граѓаните си плаќаат таму, а истовремено ги чуваат фискалните сметки за тоа што го платиле, медицинскиот извештај и доказ дека тој период биде во странство, например слика од пасош кој период влезе, кој период излезе во таа држава и со сите тие документи кои ќе се вратат овде си поднесуваат и парите кои што ги платиле таму веднаш им се враќаат од страна на осигурителната компанија. Инаку, освен познатите грчки острови, Црна Гора и Хрватска, ова лето е една од најбараните дестинации за одмор на граѓаните од регионот е и Малта, која влегува во топ 10 најбарани летни дестинации за 2026 година.